Четврта година поред не се врши вештачко порибување на Охридското езеро со пастрмка. Се до 2018-та Охридско се порибуваше со повеќе од 2 милиони примероци на пастрмка, но сега кога државата е должна да го збогати рибниот фонд, порибувајќи го езерото, тоа не го прави. Реагираат професионалните рибари кои имаат сериозни забелешки и на начинот на кој своевремено се вршеше вештачкиот мрест кога езерото имаше концесионер. Тој вештачки мрест беше финансиран од самата држава. Например, еве ќе кажеме, тој просечно изнесуваше околу 200.000 евра, но тие 200.000 евра само 150.000 евра некаде земаше концесионерот за стопански риболов, додека другите 50.000 евра се останува за научните институции. Тука е исто така трагично што, например, концесионерот за стопански риболов нема обврска спрема риболовните основи да го пориби Охридското езеро. Тоа значи дека државата му го порибува, а тој само го користи рибниот фонд. Тоа значи дека државата му ја сее нивата, а тој само ја жнее и плюс добива субвенции. Од Охридскиот хидробиолошки институт, кој имаше задача да го одгледува порибениот подмладок, вела дека во тек била изработка на нов закон за рибарство во кој надлежните институции требало да ги вметнат сите нивни забелешки, кои промени треба да ги претрпи законот за да можат тие како институт нормално да функционираат во насока на заштита на рибниот фонд и на исполнување на услови за вештачки мрест. Сме заглавени во лавиринти, значи нашите активности во голема мера зависат и од стратегиите на Министерство за животна средина и просторно планирање и на Министерство за земјоделие. Сето тоа предпоставувам зависи од постапката на донесување на законот, а потоа нормално и решавање на одредени проблеми кои што ние ги имаме во институтот. Зборувам за технички проблеми, нешто што мора да биде завршено пред да се преземат било какви чекори. Од Министерството за земјоделие за Алфа велат дека секоја година се обезбедувале средства за одгледување подмладок и порибување, кои го вршат регистрирани репроцентри. Тврдат дека во изминативе години заради технички проблеми не било поднесено барање за изведување на вештачки мрест. Оттаму не знаат во каква состојба е рибната популација. И во една ваква ситуација, кога езерото со години е непорибено и никој не води грижа за заштитата на рибната популација, се врши масовно рибокрадење, а дневно во меаните и рестораните во Охрид и Струга се продаваат од 500 до 1 тон риба.